Вести на Каналусу. Во одморалиштето на Министерството за внатрешни работи на Пониква на зимување се наоѓа првата група деца на загинатите бранители. Исто така на зимска обука таму престојуваат и припадници на специјалната единица, а сите нив викендов ги посети министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. 30 деца на загинатите припадници на безбедносните сили од конфликтот во 2001 се наоѓаат на еднонеделно зимување во рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Сместени се во одморлиштето на Министерството за внатрешни работи, кое ги покрива трошоците за нивниот престој, како и обуката за скијање и останатите слободни активности. Заедно со нив на зимска обука се наоѓаат и дел од припадниците на специјалната единица, а министерот Оливер Спасовски ја искористи можноста сите нив да ги посети и да ги поздрави. Сакаме да ги посетиме, да се подружиме заедно, заради тоа што пред се треба да се почувствува дека сите заедно сме едно семејство, а воедно и да со посетава искажам мојата поддршка и до децава, до семејствата, меѓутоа да искажам поддршката на специјалните единици при Министерството за внатрешни работи, заради тоа што се навистина столбот на државата. Ако сите се гордееме со оваа специјална единица, тогаш ја се заслужува целата наша поддршка и внимание. Поголем дел од потребите и барањата на децата на загинатите бранители се исполнуваат, а од нивното граѓанско здружение се задоволни од поддршката од Министерството. Како децата раснат, така е тапно, да речеме, ова година ќе завршат деца со факултети, 4 деца, и бараме да бидат вработени во државните институции. Како и што при средба со председателот на државата, тој многу десидно кажа дека ова категорија деца не може да водат бизнес. На последниот конкурс за вработување во Министерството за внатрешни работи биле вработени 4 дипломирани студенти, деца на загинати бранители, а уште тројца се ангажирани со договор. За сега само едно семејство од Скопје се уште не го искористило законското право за помош од државата. Предходно Оливер Спасовски, како генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со Петар Атанасов, претседател на Комисијата за образование, и Едмонд Адеми, член на извршниот одбор, имаше средби со граѓаните на Оризари и Кочани. При тоа тој се осврна на актуелната политичка состојба во државата, а се разговараше и за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните. Му ги украле дрвата и на крајот го насамариле дека тој ги краде од неговата сопствена нива. Гоце Ангелов од село Мородвис си добил и пријава од шумска полиција за крадење дрва, но правдата ќе ја бара на суд. 43 годишниот Гоце Ангелов од село Мородвис ќе треба да одговора за крадење дрва од сопствената нива. Имено, крадци му украле околу 4 метри просторни дрва и тој, откако ги пријавил во шумската полиција, му рекле да се ги собере оние 2 метри просторни што крадците ги оставиле. Кога отишол на нивата, тие веќе биле одсечени од страна на крадците и тој само ги превезел до дома. Но шумската полиција му направила записник за тие дрва и му ги одзела од причина што тој ги зел дрвата без извадена дозвола за принос, како што налага законот. И сега Ангелов останува без дрва, со пријава дека ги украл од сопствената нива. Вели, ако постапил согласно законот да вади дозвола, ќе се одолжи времето и крадците ќе му ги однесат и преостанатите 2 метри просторни што си ги подготвиле. А пред една недела, поминувајќи со овците од тука нагоре, го видов детето малолетно и ги предупредив за да не ми сечат на другата меѓа. И оно рече не сме сечели. И оно избега сечејќи, беше сечело дрва и избега нагоре. И ја отидо кај фамилијата дома кај ни и го предупреди, татко му ги местеше дрвата и го предупреди детето татко му да ги донесат дрвата, да не звонам на шумската полиција. Тие не ме ги донесуваат дрвата. Јас вечерта околу 17 часот звони на шефот на шумската полиција. А тој ми рече, овака, детето е малолетно, не му можеме ништо, не можеме да го затвориме. Ако можете сосечете си ги дрвата или ако најдете сечени, дигнете си ги. Таква ни е државата со таков изговор. Тргнав со тракторот и си ги товарив дрвата и одесов на брат ми, оти нивата е собственост на брат ми кој се наоѓа на привремена работа во Словенија. И ги растоварив дрвата у дворот на брат ми, без да ги кријам, без да ги нешто. И после ми имаат правено местенка дека и доваѓа шумската полиција истиот ден со цивилна полиција и ми прават записник и ми ги одземаат дрвата. Јас ќе одговарам што сум ги товарил, што не сум извадил преносница. Ако јас чекав преносница дозвола, дрвата немаше да ги најдам на лице место.
Сега Јангелов правдата ќе ја бара на суд, затоа што како што вели не е виновен и лесно ќе докаже дека дрвата се негови. Тој бара и кратците да одговараат за украденото, оти тие секојдневно крадат дрва и од други места и добро им се познати на шумската полиција. Не само тука е ни целото поле пустош, ни целата планина е пустош. Да. Не знам во како да село без кучиња, криминалците правите криви. Од шумска полиција Кочани велат дека вработените постапиле само согласно законот, односно му направиле записник на Јангелов, оти немал извадено потврда дека треба да привезе своји дрва до дома и затоа му ги одзеле и тие метри просторни. Од шумската полиција потврдија дека не е прв ваков случај на измама и крадење. Крадците оперираат секојдневно, а шумската полиција работи на терен и постојано ги лови. Започна чистењето на каналите за наводнување на оризовите површини во Кочанскиот регион. Активностите за сега се насочени на полињата на кои најрано ќе започне сеидбата на оризот, а се планира водата да биде пуштена на 15 април, како што неодамна беше ветено на работниот состанок во Облешево. Градежни машини за ископ на каналите за наводнување на оризовите површини веќе се ангажирани во Кочанскиот регион. Од водостопанското предпријатие во државна собственост подружница Брегалница Кочани велат дека се реализираат најавените активности од минатата недела, кога се договараше редоследот за чистење, при што треба да се обезбеди ветениот рок за полнење на нивите и почеток на сеидбата. При тоа опфатени се површини на територијата на општините Кочани, Чешиново, Облешево, а намерата е да се обезбеди прочистување на местата каде најрано ќе започне сеидбата на оризот. Моментално се наоѓаме во село Оризари. Со една машина почнавме со копање и чистење на каналиве. Една машина е спремна веќе во Чешиново, Облешево. Денес треба да почнеме и со незе. Така да се надеваме дека во предвидениот рок ќе стигнеме со нашите чистења на каналите низ целата територија на Брегалница. Што е до нас, ние даваме се од себе, донесовме машини. Веќе се гледа дека се работи на терен, ќе дадеме се од себе, заеднички работиме како тим, така да ни излегуваат во пресет и самите граѓани и селани. Мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Минатата недела, на состанокот што генералниот директор на Акционерското друштво Водостопанство на Македонија го одржа со градоначалниците од регионот, беше ветено дека наводнителната сезона ќе започне на 15 април. При тоа тој рече дека е ангажирана соодветна механизација, што во наредниот период интензивно ќе работи на терен, за да се обезбеди непречен проток на водата. Инаку, за годинава, од хидросистемот Брегалница се планира да се наводнуваат околу 5000 хектари под ориз во општините Виница, Кочани, Штип и Пробиштип. Сообраќајка на патот Кочани-Штип. Возило излетало од патот кај подлошка крстосница. Повреден е возачот и направена е материјална штета на возилото. Синоќа околу 20 часот на магистралниот пат Делчево-Штип на влезот кај Кочани, кај местото подлошка крстосница, се случила сообраќајна несреќа кога патничко моторно возило Ford Escort со кочански регистерски таблички, управувано од 40 годишен жител на Чешиново, излетало од патот и удрил во бетонска шахта од каналот за наводнување. Освен материјална штета на возилото, возачот се здобил со телесни повреди и по укажаната медицинска помош во Кочанската болница пуштен е на домашно лекување. Службеници од Кочанската полиција направиле увид на настанот, при што утврдиле 1,09 промили алкохол во крвта на возачот. Сообраќајната несреќа ја потврдија и од СВР Штип, од каде што понатаму ќе постапуваат согласно законот. Три лица од Кочани заработија кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и спречување на докажување. Полицијата поднесе кривична пријава против 29-годишниот БС од Кочани поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори и спречување на докажување, и против лицата 81-годишниот БС и 29-годишниот ВС, двајцата од Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични
наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Како што информираат полицијата на 3 септември 2015 година, од страна на полициски службеници извршен е претрес во домот на првопријавениот и пронајдено е едно растение канабис и 5 семки кои потекнуваат од истото растение. Второ пријавениот, велат од полицијата, истиот ден откако дознал за што е обвинет првопријавениот, со намера да го спречи и отежни докажувањето на делото, искористил прилика и по телефон се јавил на трето пријавениот. Неговиот син, кој бил исто така на наведената адреса, и побарал од него да го откорне наведеното насадено растение. Трето пријавениот, со истата намера да го спречи докажувањето на делото, го откорнел растението и го сокрил во куќата. Полицијата работи на истражување на случајот. Солидни резултати покажале учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи на интернационалниот онлайн надпревар Дабар, што за прв пат се организира во Македонија. Во конкуренција од 44 земји учеснички, нашите ученици обезбедиле пласман за учество за следната година. Освен на Дабар, учествуваа и на одбележување на неделата за програмирање и научија сами да креираат компјутерски игри. Учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи за прв пат учествуваа на интернационалниот надпревар Дабар, што прва година се организира во Македонија и има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се одржува во повеќе држави и е еден од најпопуларните надпревари во светот. Учениците пројавиле голем интерес за учество, така што за надпреварот се пријавиле над 630 ученици од 3 до 9 оделение. Покажаа солидни резултати и успеаја да се рангираат за учество за следната година. Интересот беше многу голем кај учениците, прашањата беа логички со цел да се развие начинот на размислување, но и да се воведат на некој начин во информатиката, за да можат да учествуваат и на други предизвици. Иако не беше рангирано, значи не учествувавме со можност да добиеме награди или пласман, сепак учениците постигнаа многу добри резултати, што е многу добар патоказ дека од следната година можеме да се надеваме и на подобри, односно резултати со награди. Дабар е глобален настан и во него учество земаат голем број на ученици од 44 земји во светот. Надпреварот Дабар се одржа од 23 до 27 ноември 2015 година. Сите ученици кои учествуваа, училиштето и наставниците ментори се здобија со сертификати. Јас сум Марија Донева и учествував на меѓународниот надпревар Дабар кој за прв пат се одржа во нашата држава. Надпреварот се состоеше од 10 прашања со интересни можни решенија за кои требаше да размислиме логички и да го дадеме точниот одговор. А надпреварот беше многу интересен и многу сум задоволна и се надевам доколку ако се одржи пак дека повторно ќе учествувам. Јас сум Ивона Здравева, учествував на истиот надпревар. Тој беше онлайн, имаше 10 прашања, тие беа логички, имаше малку повише размислување. Беше интересно, лесен беше и се надевам дека наредната година пак ќе учествувам. Учениците од ова училиште учествуваа и во одбележувањето на уште еден настан, недела на програмирање, што се одржа во периодот од 7 до 13 декември, чија цел е воведување во основите на програмирањето преку забавни активности со карактери од веќе познати игри. Изучувањето на програмирањето и кодирањето помага при развивање на вештините за критичко мислење и решавање проблемски ситуации. Преку веќе познати игри, кои што на учениците секако се им најинтересни, им се даде можност и неколку насоки како можат сами да креираат своји игрички со веќе познати ликови од познатите игри. Исто така и овој настан беше многу добро прифатен од учениците. Настанот не заврши на 13 декември, значи се уште тие страни се достапни за учениците и можат било кога и било на која игра да се вклучат и да креираат своји игрички. Јас исто така учествував и на уште еден надпревар за кодирањето, кој се викаше неделата на кодирање. Во таа недела се со онлайн вебсайт се помагаше на децата да разберат како игрите се направени. Јас креирав неколку игри всушност, некои дома ги правев јас сам, но умилена игра ми е Майнкрафт.
Освен овие две активности, учениците успеаја да креираат и електронски училишен весник, вклопен во предизвиците на Microsoft, со што прикажале еден поинаков начин на работа. Вести од спортот. Кочанскиот каратист Мартин Стојменов како член на македонската репрезентација е елиминиран од понатамошните борби на Европското првенство, што ќе се одржува на Кипар. Спортистот на Кочани за минатата година, каратистот Мартин Стојменов, го заврши својот настап на Европското првенство што се одржува на Кипар. Во категоријата јуниори до 21 година со телесна тежина до 60 килограми, во првото коло Стојменов се сретна со представникот на Ерменија Ерик Геворгјан и го совлада убедливо со резултат од 8:0. Во второто коло нашиот каратист забележи уште една победа, овој пат против романскиот репрезентативец Флорин Гоголоси, победувајќи го со 5:2. Незгоден противник Стојменов имаше во третото коло, во кое се сретна со каратистот Оргес Арифи од Косово, кој му нанесе пораз од 2:1. Надежта дека сепак нашиот каратист ќе го продолжи учеството на Европското првенство и ќе влезе во репасажот беше изгубена, затоа што косовскиот репрезентативец Арифи не успеа да го победи и шпанскиот надпреварувач Ангел Медина. Со тоа Арифи не се најде во финалните борби, а го оневозможи Стојменов да забележи подобар успех. Стартуваше вториот дел од правенството во третата кошаркарска лига Исток. Кошаркарите на Баскет Дино на домашен терен претрпеа пораз од екипата на Црн Дрим од Струга. Кошаркарите на Баскет Дино разочараа на почетокот од продолжението во правенството во третата кошаркарска лига група Исток. Во првото коло од пролетниот дел, тие претрпеа минимален пораз со резултат од 64-68 на надпреварот против екипата на Црн Дрим од Струга. Младите кошаркари на тренерот Сашо Лазаров уште на почетокот од средбата како домакини покажаа мала несигурност и им дозволија на гостите да им бидат рамноправен противник, со што оставија можност за неизвестност околу крајниот исход од надпреварот. Двете екипи постојано се менуваа во водството, при што разликата се движеше само неколку кошеви. Иако на само 2 минути пред крајот на средбата, домашните кошаркари заостануваа само еден кош за своите противници и ја имаа топката во свој посет, не се снајдоа најдобро. Им дозволија настружени со погодок за 3 поени на само 7 секунди пред сирената да го означи истекот на времето да го постават крајниот резултат. Следното второ коло од пролетниот дел се игра наредната сабота. Баскет Дино ќе гостува во Скопје против есенскиот лидер на табелата, екипата на Карпош Соколи. Толку во овие вести следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.